Prazot се поатрактивен за земјоделците од регионот. За 2 години површините под оваа градинарска култура се зголемиле од 18 на приближно 25 хектари, од кои се добиваат околу 1200 тони прас. Ова е резултат на организираниот откуп, големата побарувачка, но и добрата цена што празот ја има во изминативе 2-3 години. Ја достигна оваа цена за тоа што имаме откуп у зрновци, тоа многу помага. Има луѓе нели што доста поголеми површини садат и дават го на откупа и се задоволни. Да речеме, 1 декар убав прас може да даде у килажа 5 тона, значи 8 динара е откуп од 40.000, тоа е добра заработувачка. Ова звучи привлечно, но за земјоделците патот од празот до парите не е ни краток ни лесен. Многу тешка работа е производство на прас. Од пролета почнеме од април месец, па дури сега крајот на средината на ноември, тоа се оприходува, разбираш. Многу макотрпна работа. Рачно се копа 2 пати, плевење на време, наводнување, на време подхранување. Празот е една од ретките градинарски култури која се одгледува во источниот региони чие производство расте. Најголем дел од површините под прас се во Зрновци и Чешиново Облешево, но оваа култура се повеќе се одгледува и во Карбинско. За разлика од повеќето градинарски култури, земјоделците празот се почесто го третираат органски, па освен првото хемиско прскање, понатаму од штетници се штитат со раствори од коприва. На овој начин земјоделците штедат пари, а производот е со етикета на еколошки и вистински природен.